Денес ја одржавме 34-та седница на Советот на Општина Прилеп со неколку точки кои што беа исклучително важни, особено извештајот за настанатите штети за невремето кое што го зафати крајот на јануари и почетокот на февруари нашата општина. Она што денес го разгледавме е работата на комисиите, стручните комисии кои што излегоа на терен и направија увид. Можам да кажам дека имаше доставено над 180 барања по однос на ова невреме и овие штети кои што беа. Дел беа за земјоделски површини и дел беа за градежни објекти. Од тука на тие 180 барања комисиите ги разгледаа детално, беа на терен, направија увид, направија проценки и вкупната штета која што денес ја и изгласавме и ја потврдивме според комисиите е некаде над 13 милиони денари. Понатаму истото го допраќаме до второстепена комисија до влада, каде што го разгледуваат како извештај, го одобруваат и следи процедурата на исплаќање. Еве, во оваа прилика би сакал и да информирам дека за невремето кое што беше минатата година, во 2014 година, извештајот кој што го доставивме во август 2014 до второстепена комисија, минатата недела започна исплаќањето на оние суми кои што по штетите беа доставени до второстепената комисија. Од тука со ова комисија и со овој извештај ние ја завршуваме процедурата и надлежноста која што ја имаме како општина и како совет. Понатаму останува до второстепената комисија да го сето тоа како процедура доврши. Исто така би сакал да информирам и за една исклучително важна точка која што денеска ја имавме во делот на населеното место Ерековци. Таму водоводниот систем е се уште во делот на одржување, во делот на граѓаните. Тие самите жители треба да го одржуваат, но отприлика пред некаде помалку од година дена ни доставија барање, затоа што е многу стара мрежата, ни доставија барање за водоводното комуналното предпријатие Водовод и канализација да го преземе истото, за да може да ги направи тие потребни реконструкции и слично. Па следеше процедура каде што требаше се направи проект на целата водоводна мрежа и така натаму. И еве денес ја донесовме и таа одлука да водоводната мрежа во населеното место Ерековци биде под надлежност на ЈКП Водовод и канализација. Со тоа се надеваме на тоа да граѓаните имаат побезбедна, посигурна вода, меѓутоа и посигурен водоснабдителен систем. Како што гледате, продолжуваме со реализација на сите оние проекти кои што ги имавме зацртано во нашата програма, што е многу важно. Излегуваме од таа програма, ги реализираме и тие кои што ги ветивме, меѓутоа и тие кои што ги бараат граѓаните. Ова беше барање на граѓаните кои што го немавме ние предвидено во нашата програма, меѓутоа затоа што е исклучително важно, затоа што го бараат нашите сограѓани, ние го реализираме.